Недостигот на квалификувана работна сила е фактор кој има најголемо влијание во падот на производството во прехранбената индустрија. Покажува последната анкета направена со раководителите на деловните субјекти од оваа сфера, а која редовно ја објавува Државниот завод за статистика. Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недостигот на квалификувана работна сила со 26,2%, недоволната странска побарувачка со 15,6%, недоволната домашна побарувачка со 14,4% и неизвестното економско обкружување со 11,9%. Се вели во анкетата. Поради ова, во јуни 2018 година, капацитетите работеле со само 69,9% од нормалното искористување. Ова е проблем кој доправа ќе се чувствува, зашто во првиот уписен рок во средните прехранбени струки речиси да немаше интерес за упис на средношколци. Од друга страна, преработувачките капацитети уште од сега нудат работа. Матурантите им дадовме можност да после нивното завршување, во колку се одлучат да не продолжат со студии, им нудиме можност за трајно вработување во компанијата Мак Прогрес на солидни позиции и солидни кои што се посолидно платени. Колку ова ќе помогне за зголемување на бројот на работници во прехранбената индустрија е прашање, зашто проблемот квалификувана работна рака секојдневно се зголемува. Ако лани процентот на недостигот на работници бил 22, годинава тоа е 26, односно за 4% поголем, што не е добар показател за патот по кој се движи оваа индустрија.